Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по природни науки за трето одделение. Јас сум Сонја Трифуновска, одделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Денешната лекција ќе ја започнеме со неколку гатанки, а потоа ќе ви откријам што ќе учиме на овој час. Сигурно ги сакате гатанките, затоа внимателно ќе ги слушате и заедно ќе погодуваме. Близначиња ведри, чисти, поточиња брзи, бистри, стојат меѓу две меѓи, под густите веџи. Што е тоа? Секако дека погодивте, тоа се очи. Со него дознаваме каков мирис нас не гали. Дали од свечињата нежни мали или од топлите ѓевречиња што мама ги прави. Што е ова? Секако тоа е нос. Во устата лежи и спие, под забите тој се крие. Верувајте, тој си знае вкусот да го препознае. Со што го препознаваме вкусот? Се разбира со јазикот. Нежна е, тенка и мека. Го покрива цело тело. Го штити од многу нешта, а потемнува кога е лето. Погодувате што е ова? Се разбира дека тоа е кожа. И последната гатанка. Дали некој пее или пак се смее? Тие ќе ни кажат, нема да не лажат. Што се тие? Уши. Од овие гатанки сигурно погодувате за што ќе учиме на овој час. Насловот на денешната лекција е Моите чудесни сетила. Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе согледаме дека човекот користи сетила за да го осознава светот. Ќе осознаеме кои се петте сетила кај човекот, ќе научиме што се сетилни органи, ќе откриеме како чувствуваме со сетилата и ќе осознаеме какви помагала користат луѓето кога имаат потешкоти со сетилата. Па да започнеме. Дали знаете зошто ни се потребни сетила? На ова прашање сами ќе си одговорите, но претходно ќе ви поставам неколку задачи, а вие внимателно ќе ги следите моите напатствија. Најпрво ќе ги затворите очите и ќе слушнете некои звуци, а вие потоа треба да препознаете какви се тие звуци. Можете да ги отворите очите. Какви звуци препознавте? Секако дека ги препознавте звуците на морските бранови. А со кој дел од телото слушавте? Дали може да препознаете тоа? Секако дека слушавте со ушите. И сега уште еднаш ќе ви го опуштам истиот звук, но овој пат повремено ќе ги затнувате ушите со рацете и да видиме дали исто ќе ги слушате звуците. Дали ги слушавте звуците додека ви беа затнати ушите? Се разбира дека не, затоа што ушите ни се потребни за слушање. Но дали вие успеавте да видите некакви морски бранови? И тоа не видовте. Меѓутоа, дали можете да ја видите оваа илустрација на морски бранови? Илустрацијата може да ја видите, но сега затворете ги очите. Дали ја гледате илустрацијата? Кога се затворени очите, не можете да ја видите илустрацијата. Зошто е тоа така? Затоа што се разбира дека за гледање ни се потребни очите. И сега замислете дека вие сте на оваа плажа и време е за ручек. Пред вас ви донеле вкусна риба и сега вие почувствувавте некаков убав мирис. Со што го почувствувавте мирисот? Секако дека тоа е со помош на носот. Откако ручавте, мама и тато ви купија сладолед. Како ќе го вкусиме сладоледот? На кој начин тоа? Што мислите вие? Како ќе го направиме тоа? Секако дека треба да лизнеме со јазикот од сладоледот за да дознаеме каков е неговиот вкус. А исто така можеме да дознаеме и каква е површината на овој сладолед на тој начин што со прстето ќе го допреме сладоледот и ќе откриеме дали е тој влажен или пак можеби е сув, дали е тој топол или пак е студен. И секако дека вие знаете
дека сладоледот ќе биде студен, но исто така дека тој ќе биде и влажен. Од сите овие активности кои што ги имавме, можеме да заклучиме дека кај човекот има 5 сетила, а тоа се сетило за слух, со кое слушаме различни звуци, сетило за вид, со кое гледаме различни нешта околу нас, сетило за мирис, со кое чувствуваме различни мирисби, сетило за вкус, со кое чувствуваме различни вкусови и сетило за допир, со кое чувствуваме какви се предметите околу нас. Така, значи сега може да одговориме на прашањето зошто ни се потребни сетила. Дали знаеме? Секако дека да. Сетилата ни се потребни за да можеме да го истражуваме светот, односно да слушаме различни звуци, да гледаме различни предмети, да мирисаме различен вид на храна, исто така да можеме да вкусиме и да разбереме за различни вкусови и да дознаеме каква е површината на предметите. А што се сетилни органи? Дали тоа го знаете? Од претходните активности дознавме и што се сетилни органи. Тоа се делови од телото со кои ги чувствуваме нештата. Кои се сетилни органи кај човекот? Сега и нив ќе ги кажеме. Сетилен орган за слух. Со кој орган ние ги слушавме звуците на морските бранови? Дали знаеме? Секако со увод. Кој е сетилен орган за допир? Со помош на што го допиравме сладоледот? Со помош на кожата на дланката. Кој е сетилен орган за мирис? Со кој дел од телото ја мирисавме рибата? Тоа е со носот. Кој е сетилен орган за вид? Со кој дел од телото ние ја гледавме илустрацијата на морски бранови? Со помош на окото. И сетилен орган за вкус? Како го вкусивме сладоледот? Со јазик. Сега да видиме како чувствуваме со сетилата. Секој сетилен орган има рецептори. Рецепторите се делови од сетилните органи кои ги примаат информациите од околината. Тие, преку долги нервни клетки, ги испраќаат информациите до мозокот. И така дознаваме какви се предметите околу нас, каков мирис и вкус има храната, какви звуци не обкружуваат и уште многу нешта. Еве да го разгледаме овој пример. Тука човекот го мириса цветот. Информациите од надвор, односно мирисите, тој ги прима преку сетилото за мирис, а тоа е носот. Во носот има рецептори кои тие информации за мирисбата ги пренесува преку долги нервни клетки до мозокот и така ние дознаваме како мириса цветот. Следуваат истражувачки активности со сетилото за вид. Кој е сетилен орган за вид? Секако дека знаете, тоа е окото. Сега ќе ги разгледате внимателно илустрациите на овие авиони и ќе откриеме какви се тие по боја. Секако дека првиот авион гледаме дека е син, а вториот е црвен. Какви се нивните крила по боја? Така е, на првиот крилата се црвени, а на вториот се зелени. Какви се по форма страничните прозорци на авионите? Точно така, на првиот авион тие се во форма на квадрат, а на вториот во форма на круг. Какви се поголеми на овие два авиони? Така е, согледавте дека првиот авион е поголем од вториот. Можеме да дојдеме до заклучок. Што можеме да дознаеме за предметите со сетилото за вид? Со сетилото за вид можеме да дознаеме за формата, големината, бојата на предметите. И уште нешто. Што уште можеме да правиме со помош на сетилото за вид? Какви се активности? Размислете добро. Така е, можеме да читаме, да истражуваме, да гледаме омилена телевизиска емисија или пак да се ориентираме во просторот. Луѓето кои имаат ослабен или оштетен вид користат очила како помагало за гледање. Следуваат истражувачки активности со сетилото за слух. Игра, погоди го звукот. Внимателно ќе ги слушате звуците и ќе погодите за каков звук станува збор.
звук препознавте? На кој музички инструмент? Точно така, тоа е звук на гитарата. Слушајте следниот звук. Каков е овој звук? Така е, тоа е звукот на свирчето и каде најмногу сте го слушале? Секако дека на спортски надпревари. Внимателно слушнете го следниот звук. Ова е предупредувачки звук. Од кое возило? Точно така. Ова е звук на амбулантно возило. Внимателно слушајте понатаму. Дали ова пријатен или непријатен звук? Точно така, ова е пријатен звук и е звук на птица која пее во природата. И последниот звук, внимателно слушајте го. Секако дека го препознавте, ова е звукот на звончето. И следува заклучок. Какви звуци може да слушаме со сетилото за слух? Какви звуци досега слушавме, деца? Со сетилото за слух можеме да слушаме пријатни и непријатни звуци, предупредувачки звуци, звуци од природата, различен вид на музика и така натаму. Луѓето на кои им е ослабен слухот користат слушно апаратче. Следуваат истражувачки активности со сетилото за мирис. Сега ќе направите пауза на оваа лекција и ќе земете пред вас шишенце со парфем или освежувач за просторот и исто така шишенце со оцет и ќе продолжиме со лекцијата. Така, сега внимателно ќе го отворите шишенцето со оцет и ќе прснете од мирисот на парфем и ќе ми кажете дали се тие миризби пријатни или пак непријатни. Точно така, откривме дека парфемот има пријатна миризба, додека оцетот има силна миризба и таа е непријатна. Сега имаме една игра, дадени ви се неколку нешта, вие треба да откриете дали тие имаат пријатна или пак непријатна миризба. Најпрво пицата, дали има пријатна или непријатна миризба? Точно така, деца, секако дека има пријатна миризба. А топлото какао? Така е, и тоа има исто така пријатна миризба. Корпата со отпадоци? Така е, таа има непријатна миризба. Што е со цветот? Тој исто така има пријатна миризба. И рибата која е неподготвена, одстоена, точно така има непријатна миризба. Следува заклучок. Какви миризби разликуваме со сетилото за мирис? Со сетилото за мирис разликуваме пријатни и непријатни миризби. Следуваат истражувачки активности со сетилото за вкус. Сега ќе земете пред вас парче грејпфрут, сирење или кашкавал, чоколадо или бомбона доколку имате, или парче колач и парче лимон. Продолжуваме со лекцијата и сега внимателно со јазикот вкусете каков вкус има секој од овој вид на храна. Каков вкус има грејпфрутот? Точно така, тоа е горчлив. Каков вкус има сирењето? Одлично, тоа е солен. Какво е чоколадото? Каков вкус има? Точно така, чоколадото има сладок вкус. И лимонот, каков вкус има тој? Одлично, деца, така, тој е кисел. Можеме да заклучиме. Какви вкусови разликуваме со сетилото за вкус? Со сетилото за вкус разликуваме кисело, сладко, солено и горчливо. Во секој дел на јазикот има различен дел со кој се чувствува горко, кисело, солено и сладко. Следуваат истражувачки активности со сетилото за допир. Тука ќе направите исто така пауза на лекцијата и ќе земете пред вас перница и коцка мраз.
Продолжуваме понатаму. Сега, со помош на дланката, ќе ја допрете површината на перницата и ќе почувствувате каква е таа. Дали е мека или тврда, дали е сува или влажна, или пак е мазна или рапава. Што почувствувавте за перницата? Дали е мека или цврста? Точно така, деца, таа е мека. Дали е сува или влажна? Се разбира, таа е сува. И дали е мазна или рапава? Така е, таа е мазна. Сега во рака ќе ја земете коцката мраз и ќе истражуваме дали коцката мраз е цврста или пак таа е мека. Точно така, коцката мраз е цврста. Дали е влажна или пак е сува? Сигурно гледате дека во рачето таа веќе почнува да се топи и затоа ќе кажеме дека е влажна. Дали е таа мазна или рапава? Поминете убаво со прстите по коцката мраз. Точно така, деца, таа е мазна. И дали е студена или пак е топла? Се разбира, коцката мраз е студена. Следува една игра. Ќе имате наведено неколку предмети, а вие треба да откриете какви се тие ако ги допреме по нивната површина. Парчето дрво, дали е мазно или рапаво? Секако дека тоа е рапаво. Кафето, дали е топло или пак студено? Точно така, деца, тоа е топло. Кактусот, дали е боцкав или пак е мазен? Што ќе почувствувате? Така е, кактусот е боцкав. И плишаното мече, дали е тврдо или пак меко? Така е, плишаното мече е меко. Можеме да заклучиме. Што можеме да дознаеме за предметите со помош на сетилото за допир? Со сетилото за допир можеме да дознаеме за цврстината, температурата, формата, рапавоста на предметите. А сега да видиме што научивме на овој час. На овој час согледавме дека човекот користи сетила за да го осознава светот. Научивме кои се 5 човечки сетила. Дознавме што се сетилни органи. Откривме како чувствуваме со сетилата. И разбравме какви помагала користат луѓето кога имаат потешкотии со сетилата. А сега една интересна задача. На следниот линк ќе го решите интерактивниот наставен лист Моите чудесни сетила. Внимателно прочитајте ги задачите пред да ги решавате. Откако ќе го решите наставниот лист, според дадените упатства, можете да проверите колку успешно сте ги решиле задачите. И на крајот нешто важно. Секојдневно истражувај го светот. Во тоа ќе ти помогнат твоите чудесни сетила. Се надевам дека уживавте во оваа видеолекција. Се гледаме во следната. До гледање, ученици!